Нема реагенси за анализи за тумор маркери на клиниката за онкологија. Министерот за здравство вели дека проблемот ќе се реши, а во меѓувреме пациентите овие испитувања да ги прават на другите клиники и здравствени домови. Се работи за испитувања кои се клучни во следењето на терапијата и во контролата на болеста, а нивното отсуство предизвикува голема неизвестност кај пациентите. Болните од рак алармираат дека има дефицити на одредена терапија, но и дека не функционираат сите апарати за зрачење на клиниката за онкологија, поради што се принудени да се снаоѓаат кој како стигне, најчесто одејки во соседните земји или да си платат на приватно. Тумор маркери не се прават само во клиниката за онкологија, туку се прават во сите биохемиски лаборатории низ државата. Знаете дека мојот пристап е децентрализација на здравствените услуги. Впрочем и денеска сме тука заради тоа. Креираме нови инфраструктури за да може граѓаните таму да ги добиваат сите здравствени услуги. Се надевам дека граѓаните ги добиваат на време и има тумор маркери во сите градови низ Македонија. Големиот притисок врз онкологија надлежните ќе го решаваат со дигитализација на здравствениот систем. Доктори од странство ќе се ангажираат за раната диагностика, со што онлайн ќе имаат пристап до досијата на пациентите. Ние сме свесни дека човечкиот фактор е најбитен во секој екосистем, исто така и во здравството, и за жал ситуацијата е таква, затоа правиме напори за да може да вклучиме експерти, доктори кои што се наши државјани, но живеат надвор од државата, да може да ги вклучиме, и тоа ќе го направиме само преку дигитализација на здравствениот систем кај нас во државата. Од Сдруженијето Хема-Онко направиле интерна анкета меѓу 200 онколошки пациенти и дошле до застрашувачки податок дека 70% од нив на приватно ги правеле испитувањата за диагноза. Проблемите се исти со години наназад, одредени решенија има, но како што велат онколошките здруженија, тие не се доволни за современ третман на големиот број пациенти со рак на дојка. Само лани имало 1200 ново диагностицирани, што е двојно повеќе во споредба од пред 10 години.